Ирена ја имаме веќе на линк. Ке зборува за фестивал на статуи, но не обични статуи, човечки статуи. Колку што разбрав, станува збор за 10 различни приказни, па од Ирена ке дознаеме кога, каде можеме да ги доживееме тие приказни. Ирена, добро утро! Добро утро, Искра, до тебе. Добро утро, почитувани. Токму така, она што ќе се случува денеска на улица Македонија од 18 часот и 30 минути и ќе биде на програма вечер, утре вечер и во сабота, е Статуа Фест. Оваа година Статуа Фест е под мотото Broken Relationships или прекинати врски. Утрово заедно со нас е Томислав Давидовски, односно актер од Драмски театар и член на Сдруженијето Театроск, оние кои што го организираат Статуа Фест. Томислав, добро утро. Добро ни дојде во утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секое утро. Она што ќе се случува денеска и утре и во сабота на улица Македонија е Статуа Фест. Прекинати врски. Која е пораката која што сакате да им ја пренесете на оние кои што ќе дојдат на улица Македонија? Зошто баш прекинати врски? Добро утро и од мене. Па оваа година сакавме малку да ставиме фокус на односите, на сеќавањата, на емоциите и чувствата што ги доживуваме како луѓе во текот на целиот наш живот. Прекинати врски, значи тука не станува збор само за љубовните врски. Ќе има околу 10 актови кои ќе символизираат прекин на најразлични врски. Така да, од прилика тоа би го кажал сега, не ќе да откривам повеќе детали, оставам гледачите да дојдат и сами да погледнат за што точно станува збор овие 3 дена. Така. Почнувате вечер во 18 часот и 30 минути. Да се надеваме дека времето ќе ве послужи. Ние денеска не се најдовме на улица Македонија поради дождот. Тука сме пред Драмски театар, твојата матична куќа. 18 часот и 30 минути. Што ќе се случи доколку времето не ви оди во прилог вечерва? Па, за жал се надеваме дека дождот ќе прекине и дека вечер ќе можеме да настапуваме. Доколку се уште врне, за жал ќе мораме да го откажеме нашето стоење, бидејќи сепак на дожд нема услови за стоење. Но доколку биде секако што треба, настанот ќе почне денеска и утре уште во 16 часот со нашите пријатели од АМСМ, неколку наши членови ќе се возат со едно нивно возило низ улиците на Македонија, час и половина, и после тоа им се приклучуваме и придружуваме на нашите колеги останати на улица Македонија и си продолжува настанот да си први. Ќе биде навистина интересно. Сега овде ми се наметнува едно прашање, живи статуи, треба да бидете на една точка во едно место повеќе од 3 часа. Дозволено е само трепкање, дишење и можеби некои минимални покрети. Како се подготвувате и физички и психички за сето тоа? И ме интересира како реагирате на, претпоставувам дека има и некои неубави ситуации со минувачите, како успевате тоа да го игнорирате и да бидете така смирени, сталожени, да си останете во таа позиција? Па, на почетокот стварно е, ајде да речам, тешко додека го најдеш својот момент како да си над ситуацијата, како да ги изигнорира сите тие работи. Јас лично, секогаш кога стојам, пробувам некако да го најдам својот некој внатрешен душевен мир, за да можам да останам фокусиран сам во себе, со себе или со партнерот, пошто некогаш играме по двајца во еден акт. И кога си прилично фокусиран и сконцентриран на тоа што го правиш во моментот, не дозволуваме да некакви несакани ситуации. Допирите се окей, се дека не се премине граница, ама едноставно ако дозволиш да те исцима, што би се рекло, нечие однесување, тогаш веќе губиш концентрација, губиш фокус. Сите различно се припремаат, нема некое правило или методот е тој, некој се загрева, го растегнува телото, бидејќи стварно 3 часа стоење не е малку. Дозволени се некои покрети, не е дека мораме 3 часа да бидеме здрвени буквално како статуи. Најчесто, например, при интеракција некаква околу сликање, околу поклонување према публиката, тука добиваме мали движења кои ја покренуваат циркулацијата во крвта и ни помага да продолжиме да стоиме уште повеќе. Така
што некој, како што спомнав, некој се растегнува, некој па седи мирен, почнува уште претходно да го бара тој душевен мир што го спомнав, тој фокус, таа концентрација. И на почеток е тешко, но со секое играње се навикнува се повеќе и повеќе. Што ако некој ве насмее? Дозволено ли е тоа? Дозволено е, се разбира. Дозволено е, но забрането е смеење со заби. Едноставно остануваме само како статуи. Стварно има и убави случаи, не е дека само има некои неубави работи, но улица е. Така. Никогаш не можеш да знаеш, нема правила, така да мораме да бидеме спремни на се. Да споменеме дел од екипата, дел од вашите колеги кои што ќе настапуваат заедно со вас овие 3 дена на улица Македонија? Па многу се надевам дека нема ми се налутат тие што ќе ги изоставам. Енџи Николовска, Емиле Јупи, Емилија Мицевска, исто моја колешка од Драмскиот театар, Марија Наумов, исто така колега, Надица Дојковска, па не знам, има околу 13 луѓе ќе бидеме, стварно не ги знам сите моментално. Бидете позиционирани долж улица Македонија, најпознатата улица во Скопје, така? Значи почнувате вечерва во 18:30, 3 часа, така ќе бидете или повеќе? Од 18:30 до 21 часот или 21:30, зависи и од времето, зависи и од раздвиженоста на луѓето тој период. Томислав, ова е Статуа Фест, е во организација на Театрос, здружение на кое што и ти си член. Покрај ова што го организирате овие 3 дена на улица Македонија, кои се останатите активности на здружението Театрос? Па пред месец дена, да, точно на 15 април го одбележавме Светскиот ден на уметноста, така што го организиравме фестивалот Центарски улици. Некои наредни активности треба да се посети фестивалот Тротоарт во Бања Лука. Тоа ќе биде наредниот месец. Најверојатно повторно ќе бидеме дел и од Војдан Чернодрински фестивалот во Прилеп. Така што летово ќе биде доста активно. За некои фестивали се уште се чека одговор, но на некои пак веќе неколку години сме редовни членови посетители, така што тоа се некои активности што не чекаат во наредниот период. Театрос е здружение само за уличен театар, така? Па да, претежно уличен театар, улична уметност, да. Уште еднаш да ми кажете, да ги повикаме еве сите оние кои што ќе сакаат да прошетаат низ улица Македонија. Значи денес, четврток, петок и сабота од 18:30 до 19:30 до 21:30, се извинувам, цели 3 часа улична уметност, Статуа Фест, под оваа година под мотото Broken Relationships или прекинати врски. Благодарам уште еднаш за учеството во нашата емисија. Посакувам успешна манифестација, да се надеваме дека времето ќе ве послужи, дека нема да врне барем вечерва, од утре веќе прогнозите се дека ќе биде времето добро. Благодарам и ќе се видиме на улица Македонија. Благодарам. Искра, тука сме некаде при крај на денешното линковско вклучување, доколку имаш некое прашање од студио.